Ќе прочитаме целиот Псалм 37. Да го чуеме Божјото Слово. Давидов Псалм. Не се лути на злосторниците, ниту им завиди на оние што прават беззаконие. Се сушат брзо како трева, венеат брзо како зелено растение. Надевај се на Господа и прави добро. Живеј на земјата и храни се со вистината. Сета твоја радост нека биде во Господа. Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Предај му ги на Господа своите патишта. Надевај се на него и тој ќе води се. Твојата правда ќе блесне како светлина и твојот суд како пладне. Смири се пред Господа и надевај се на него. Не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подлост. Стивни го својот гнев и остави ја лутината. Не се дразни за да не направиш зло, зашто злосторниците ќе бидат сотрени, а кои се надеваат на Бога, ќе наследат земјата. Уште малку и ќе го снема безбожникот. Ќе го бараш неговото место, а него веќе ќе го нема. Кротките ќе ја наследат земјата. Тие ќе уживаат во изобилен мир. Безбожникот му смислува зло на праведникот и со забите чкрта на него. А Господ му се смее, зашто гледа дека доаѓа неговиот ден. Безбожниците истргнуваат меч и обтегнуваат лакови, за да ги оборат немоќните и бедните, да ги заколат оние што одат по прав пат. Со мечот ќе го прободат сопственото срце, ќе се скршат нивните лакови. Подобро и малку на праведникот, отколку големо благо на многу безбожници, зашто рацете на злотворот ќе се скршат, а Господ е подкрепа на праведникот. Господ се грижи за животот на честните, нивното наследство ќе трае довека. Нема да се засрамат во време на неволја, ќе бидат сити во дните на глад, а безбожниците ќе пропаднат. Господовите врагови ќе овенат како цвеќе по ливаѓето, ќе се расплинат како дим. Безбожникот заемано не враќа, праведникот се сожалува и дава. Оние кои Господ ќе ги благослови, ќе наследат земјата, а кои ќе ги проколне, ќе бидат истребени. Господ ги води и зацврстува чекорите на добриот човек, и мил му е неговиот пат. И ако се сопне, нема да падне, зашто Господ го држи за рака. Млад бев и остарев, но не видов напуштен праведник или неговите деца да просат леп. Секогаш е милостив и дава на заем, благослов е врз неговото потомство. Отстранувај се од злото и прави добро и ќе останеш довека. Зашто Господ ја љуби правдата и своите свети не ги остава. За секогаш ќе бидат сочувани, ќе биде истребено потомството на безбожниците. Праведните ќе наследат земјата и ќе живеат довека на неја. Праведниковата уста кажува мудрост, а неговиот јазик говори право. Божјиот закон му е во срцето, неговите чекори не се колебаат. Грешникот го демне праведникот и бара да го убие, но Господ нема да го остави во негова власт и не ќе допушти да го осудат на суд. Надевај се на Господа и држи се за неговиот пат. Тој ќе те возвиши и ќе наследиш земјата. Радосно ќе ја гледаш пропаста на безбожните. Видов бесен злосторник, како се шири како разгранчен кедар. Поминав и ете, го нема веќе. Го побарав и не го најдов. Наблюдувај го честниот и гледај го непорочниот. Миротворецот има потомство. А сите грешници ќе бидат откорнати, ќе биде истребено злочинечкото семе. Од Господа доаѓа спасение на праведните, тој им е за солниште во лоши времиња. Господ им помага, тој ги избавува, тој ќе ги избави од нечестните и ќе ги спаси, зашто кај него бараат прибежиште. Амин. Можеме сега да свртиме напред до Евангелието според Матеј, 5 глава, каде што и сме застанати со нашето изучување на блаженствата. Блаженствата кои што Господ Исус Христос ги искажа во неговата прва беседа или прва проповед. 964 страна, 5 глава, 5 стих. Таму сме застанати со третото блаженство, каде што вели: блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата.
Видовме во изминатите две блаженства како Господ Исус Христос говори за оние кои што се блажени или среќни, кои што се благословени. И кои се тие? Видовме најпрво дека првично блажени се бедните по дух. А потоа оние кои што тагуваат или оние што плачат. И доаѓаме сега до третото блаженство, блажени се кротките, и можеме да го проследиме овој текст како една скала, и минатата проповед тоа го кажав, како да Господ Исус Христос да гради и да надградува на една скала блаженство врз блаженство, за да не соочи со реалноста тоа кој е вистински христијанин и кој е вистински блажен човек. И кажавме дека навистина во светот блаженството или среќата, радоста се гледа во многу површни работи. И некој да ги чита овие блаженства од светот би рекол ова се глупости, ова се безумства. Кој човек е блажен ако тагува, ако плаче? Тоа е контрадикторност. Кој човек е радосен или среќен кога е сирома? И сега доаѓаме до третото. Кој човек е блажен, радосен, среќен кога е кроток? Во светот се вели дека кротките се оние кои што светот ги газе. И затоа многу често е кажано помеѓу нашиот народ дека не треба да бидеме попустливи, да не треба да бидеме кротки, бидејќи тогаш секој ќе гази по нас и ништо нема да добиеме. Ништо нема да успееме. По светот владее таа итрина и подмолност за да се достигне. Да ги изгазам сите други, за јас да го достигнам она што сум го замислил, за јас да добијам она што ми припаѓа, така се вели. А навистина ништо не ни припаѓа нам. Се е Господово и се Бог дава. Но тоа е мотото, тоа е нештото кое што во народот така се гледа. И затоа го прочитавме и 37-миот псалм, каде што изобилува тој контраст помеѓу безбожниците и праведните. Безбожниците се оние кои што растат и се зголемуваат на земјата, добиваат многу имоти, почести, се здобиваат со секакви богатства на земјата, а праведниците се понижени, така да речем. И Давид, псалмистот Давид, го опишува тоа, но баш согледувајќи го тоа, вели, смири се пред Господа и надевај се на Него. Не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подлост. И зошто? Па кажува понатаму дека таквите брзо ќе пропаднат. И сега, навистина, во наши очи, многу често тоа брзо ќе пропаднат и такви текстови во Библијата звучат безнадежно, бидејќи сме виделе во историјата на нашиот живот дека не пропаѓаат така брзо. Ние се стешуваме, пропаѓаме ние, ама таквите кои што го стекнале своето богатство со измама, со подлост, уште растат и уште постојат, уште царуваат и владеат. И кога ќе го видиме и светот глобално, тоа е реалност, дека подлите, оние кои што со безбожност стекнуваат, се уште владеат. Но тоа не треба да не прави бездушни и да очајуваме, бидејќи
Бог во историјата, а и во нашиот живот, верувам, ни покажал како тие во ова време, на овој свет, пропаѓаат, како нивните семејства се распаѓаат, како нивните домови се срушени, дали тоа било од разни пороци кои што ги имале, дали тоа било од разни непогоди кои што Бог ги донел на нив. И напротив, баш тој псалм треба да не охрабрува. Да не охрабрува да не гледаме на светот преку нашите телесни очи, бидејќи ако гледаме така, тогаш ќе бидеме очајни. Но ако гледаме преку вера, а тоа е поентата на тој псалм, со вера да ја согледуваме реалност. И која реалност? За некој материјалист тоа би било безумно. Тоа што се гледа, тоа е реалност. Не. Не е тоа реалноста. Реалноста е доста поголема од она што се гледа човечки. Реалноста е духовна. Бог е оној кој што владее со светот. Бог е оној кој што управува, Бог е оној кој што ја има целата контрола, дури и на тие кои што сега наведум напредуваат. И Бог ги остава да напредуваат. Зошто ги остава да напредуваат? За да ги уништи. Ги закоравува нивните срца, а преку тоа ги издигнува своите, ги издигнува правенните, оние кои што се покоруваат на неговата волја. Но што е контрадикторно кај нашиот народ? Нели кажавме дека често тоа е во нашиот речник, во нашите разговори со луѓето, дека не треба да бидеме многу кротки, бидејќи ќе бидеме погазени. Но воедно имаме народна изрека која што ги возвишува кротките. И се вели, кроткото јагне од две мајки цица. Најверојатно сте чуле таа изрека и ја покажува таа реалност која што е во голема мера изгубена во светот денес. Желбата за подло растење и добивање не се гледа преку кроткост, туку преку асертивност, преку агресивност и заземање, колонизација и такви работи. Но ако се навратиме на таа народна мудрост, која што била кажана, кроткото јагне од две мајки цица, ќе сватиме дека има нешто што е далеку подлабоко од она што ние го замислуваме. И сега Христос тука, ако добро пазевте во псалмот кој што го читавме, ни е кажано во 11 стих, кротките ќе наследат земјата, тие ќе уживаат во изобилен мир. Христос тука во третото блаженство скоро и да го цитира тој стих. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Звучи идентично исто. Го нема тоа блажени, но во целиот псалм го има, дека тие се блажени, оние кои што се праведни, оние кои што го следат Божиот пат. Христос гради на таа скала. Блажени се бедните по дух, оние кои што сваќаат првично дека се без никаков придонес, без никакво добро во нив, бедни, сиромашни по дух, не можат ништо да му донесат на Бог. А потоа вели, блажени се оние што плачат. Зошто плачат? Како што кажавме, плачат за своите гревови, сваќањето дека немаме ништо што да придонесеме на Бог, не тера да плачеме, да тагуваме поради гревот што е во нас и гревот што е во светот. И од тука следи некако само по себе, блажени се кротките. И сега денес со Божја помош ќе објасниме кои се кротките и што значи дека тие ќе наследат земјата, како што гледаме тука и во Псалмот 37.
Најпрво, кои се кротките? Кои се оние кои што се наречени кротки? И на некој начин кротките е синоним со понизните, оние кои што се смирени, оние кои што се понизни, но содржи многу повеќе од тоа. Затоа најпрво да сватиме кои не се кротките. Не станува збор, како што во нашите речници, ако видиме дефиниција што значи кроток, би се кажало оној кој што е попуслив, оној кој што е слаб, оној кој што се покорува, се подчинува и на некој начин како да дефинираат човек без кичма. Некој човек кој што не може да застане цврсто и да ги поднесува нештата во светот. Оној кој што ги поднесува така попустливо, кротко и наивно дори работите во светот. Но не се тие луѓе кои што се блажени. Не се оние кротки по природа, имаме, нели, по природа луѓе кои што се сами по себе екстроверти, кои што се асертивни луѓе, кои што се желни да доминираат над другите, а имаме некои што се покоруваат и примаат се што им се кажува и не се бунтуваат. Но не станува збор тука за природата на човекот, она како сме создадени, туку напротив станува збор, како што кажав и во минатите проповеди, станува збор за благодат. Благодат во човекот која што е дадена само од Бог. Кротоста е плодот на духот. Кротоста не се произведува само по себе во човекот, туку Бог е оној кој што ја дава. Поради Божјото присуство во нас, можеме да бидеме кротки. И треба да бидеме, мора да бидеме кротки, бидејќи тогаш сме вистински блажени, тогаш само сме христијани. Но што подразбира, ако не е оној човек кој што по природа е попустлив и смирен, кој човек е кроток? Во Библијата ни се кажува за еден човек дека бил најкроткиот меѓу луѓето. Во нашиот превод во Броеви 12 глава стои скромен, но тоа е зборот исто за кроток. Или за во 3 стих во Броеви 12 глава, Мојсей беше мошне скромен човек или кроток човек, најкроток човек на земјата. Гледаме дека Мојсей ни е кажан како кроток човек. Мојсей е возвишен на таа мера да е наречен најкроткиот човек на земјата. Но знаеме од Новиот Завет посебно, а и самиот Мојсей пророкуваше дека Бог ќе издигне поголем од него. И навистина издигна. И Исус Христос е најкроткиот човек кој што живеел на земјата, вистински кроток. Бидејќи знаеме дека Мојсей, иако беше кроток, сепак имаше слабости и неговата кроткост често беше измешана со некоја агресивност која што е погрешна. А за Исус Христос самиот тој ни се кажува, ни се објавува како кроток и понизен во срце. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце. И ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Тоа го кажува самиот Господ Исус Христос. Но во Стариот Завет, а и во Новиот, имаме доста примери за кротки луѓе. Но самите примери, ако не видиме што е во суштината на тие примери, нема да разбереме што е кроткоста, која што се повикува тука Господ Исус Христос и за која што зборува. И во тој пример на Мојсей, како најкроткиот, најскромниот човек на земјата, е пример кога неговите најближни
Маријам или Миријам и Арон почнаа да зборуваат против него. Почнаа да го клеветат. Зошто? Бидејќи зел Етиопјанка за жена. Соженил со туѓинка. И се побуниле не само поради тоа, туку и авторитетот. Го гледале Мојсей како некој што се возвишува себе си. Па зарем само на него Бог му зборува и нас не зборува. И тука Бог го возвишува Мојсей. Бидејќи Мојсей не ни се кажува дека се бранел, не ни се кажува дека застанал против нив, иако го имал авторитетот. Не ги казнил, но останал смирен, скромен човек. Исто така во Мојсеевиот живот имаме примери со други кои што се побунуваат против неговиот авторитет. И еден таков бунт е Коревата буна. И не знам дали знаете, но што се случи со тие луѓе. Тоа е приказ на Псалм 37. Со тие луѓе се случи баш тоа, да пропаднат. И вистински да пропаднат, не само фигуративно, туку Бог ја отвори земјата и голтна. Зошто? Бидејќи се побунија против Божиот авторитет поставен на земјата. А Мојсей беше смирен, кроток човек. Сега, тука видовме како Мојсей е кроток човек во однос на луѓето. Но, мора да видиме што значи кроток човек и пошироко од тоа, бидејќи кроткоста најмногу секако се одразува помеѓу нашиот однос човечкиот однос. Бидејќи таму се возвишува кроткоста. Тогаш добива лице кроткоста. Кога луѓето зборуваат против нас, кога луѓето не клеветат, какви се нашите реакции, покажува дали сме кротки или не сме. Но воено, кроткоста најпрво треба да ја разбираме и во нашиот однос према Бог. Кроткоста се покажува и во нашиот однос према Бог. И на кој начин? Кроткоста се покажува спрема Бог кога ги примаме сите нешта Божи смирен и со благодарност, бидејќи тоа ни е заповедано. И не само што ни е заповедано, туку и самиот Бог ни кажал, ни ветил дека секое нешто што се случува на земјата се случува за наше добро. И така еден пример можеме да видиме во една птица која што е затворена во кафес и има желба да се ослободи. Но нема знаење дека таа не може да се ослободи, нема начин да се ослободи, па така почнува да лета, да бесне во кафезот и се повредува. Си ги крши своите крилја, си напастува на себе си, бидејќи е затворена, а сака да биде ослободена. Но замислете друга птица во истиот кафез, затворена, но наместо да бесне и да сака да се ослободи, знае дека не може и почнува да пее. Каква разлика? Едната бесне и останува се уште поробена, а другата не бесне, туку е спокојна, смирена, кротка птица, која што не само што не бесне, туку и го прославува својот Создател. Пее, дава убав звук. И тој убав звук не е само за неа, туку и за луѓето кои што ја поробиле. На тој начин можеме и да се сетиме на два примери барем од Новиот Завет. Луѓе кои што биле затворени, луѓе кои што биле во лоши ситуации, а во тие лоши ситуации го прославуваат Бога. Кој пример е најочигледен за тоа?
самиот Господ Исус Христос. На пат за Ерусалим го слави Бог. На пат за местото каде што треба да биде распнат, тој го слави Бог. Пред да биде распнат, пред да го уапсат, тој го слави Бог. Се моли на Бог. А пред тоа со учениците ни е кажано дека му пееа химни или од псалмите, како што е редот за Пасха, кој што се пееле од 112 до 118 псалм. Му пее на Бог. Иако знае дека крајот му е близу, тој го слави својот Отец небесен. Но можеби ќе речеме тој е Господ, тој е Бого човек. Но благодатта се пренесува, се излева. И гледаме како Павле и Варнава, Павле и Сила пеат во затворот. Го слават Бога, затворени, поради нивната вера, заради Исус Христос, затворени во затвор, оковани, сепак тие го слават Бога. Тука е кроткоста што се покажува спрема Бог. Бог не поставува во разни ситуации, во разни околности и како ние реагираме покажува дали сме ние кротки, смирени, спокојни или негодуваме. Еден од најдобрите примери во Стариот Завет е Јов, кој што претрпе многу, Бог му одзеде многу работи, дори неговото семејство. И тој вели, Господ даде, Господ зеде. Нека е благословено неговото име. Тој е кроток човек. И на еден начин, кроткото јагне одвемајќи цица, се покажува и во тој однос према Бог, кога и во добро, и во зло, човекот ужива. Го слави Бог. Ништо од околностите, од тешкотиите не го спречуваат. Току, напротив, му се добри за него и за неговата душа. Но второ, и како што кажав, најбитно во кроткоста е нашиот однос меѓусебен. Меѓусебниот човечки однос. Како реагираме на навреди, како реагираме на клевети, како реагираме на тие повреди кои што ги нанесуваат луѓето на нас, покажува каква е нашата духовна состојба. Еден човек може да изгледа многу слично на светот, на луѓето околу него, да нема некоја истакната благодат, се до тој момент кога некој ќе го повреди него. И тогаш, ако е кроток човек, се покажува неговата положност. Бидејќи, како што понатаму во беседата на гората, Исус Христос ги разјаснува сите овие нешта. И вели, сте чуле дека било речено око за око и зап за зап, а јас пак ви велам, не противете му се на злото, туку ако некој те плесне во твојот десен образ, врти му го и другиот. Тоа е кроткоста која што треба да се покажува од нашиот однос со другите. Бидејќи тоа е неопходно за нас, да бидеме Христови. Зошто? Бидејќи, како што го прочитавме тој текст од Матеј 11 глава 28 до 30 стих, самиот Христос не повикува нас да го земеме неговиот јарем и да се научиме од него, за да го следиме, да бидеме Христолики. А тој што вика? Јас сум кроток и понизен по срце. Дали ние сакаме да бидеме Христолики? Бидете кротки и понизни по срце. Така, само така, можеме да се наречеме Христови и христијани со
во вистинска смисла на зборот. Надвор од тоа се е залудно и покажуваме само колку сме далеку од христијанскиот принцип. Но кроткоста мора да разбереме дека не е слабост, не е попустливост, не е робска послушност. Напротив, кроткоста е контрола на силата. Кроток човек е оној кој што си ја знае силата, си ги знае така наречените права, но се контролира. Зошто? Заради Бог. За да се прослави неговиот Отец Небесен. И во тоа, не да се одмазди сам, туку Бог е оној кој што се одмаздува. Во 12 глава на Римјаните тоа ни се кажува, како што Павле цитира, но и воедно не само да се другите да не ги навредува, туку и да им прави добро. Да им прави добро и со тоа, како што вели Павле, да им натрупува жар на нивната глава. На тој начин, на злото, реагираме со добро. Туку ако твојот непријател е гладен, храни го, ако е жеден, напој го, зашто ако го правиш тоа, ќе натрупа жар на неговата глава. Не остави да те победи злото, туку победи го злото со добро. Нашиот однос со луѓето треба да биде кроток однос. Тоа, како што кажав, не подразбира слабост или човек без кичма, некој што нема ставови, некој што прифаќа се само да има мир. Не, туку човек кој што е цврст во своите ставови, кој што ги знае нештата кои што ги верува и не попушта таму, но во меѓучовечкиот однос е кроток, смирен и понизно има желба да ги придобие другите кои што се противат. Не со силна рака, туку со кротост. И тоа е едно од нештата за кои што апостолот Павле му пишува на Тимотеј, на младиот Тимотеј, кој што треба да биде пример во црквата каде што е поставен како пастир. И му се кажува да не биде препирлив човек, туку напротив, по смиреност да ги поучува другите. Вели, а господовиот слуга не смее да се расправа, туку треба да биде кроток кон сите, способен да поучува и да трпи, да ги воспитува со кротост оние кои се противат, да не били им дал Бог покаяние за полно познавање на вистината, за да се отрезнат од мрежата на ѓаволот кој ги заробил за да исполнуваат неговата волја. И зошто го спомнувам ова? Секако и за нас кои што Бог ни дал должност да поучуваме и ни дал голема одговорност, но и за сите луѓе. Тука треба да се гледа тоа дека е за сите луѓе треба да бидеме кротки, бидејќи тоа е плодот на духот, како што кажав, а воено и така ги придобиваме луѓето, не со нашата агресивност, со нашата бунтовност, со желба да им покажеме, да им се докажеме дека ние сме во право, а тие не се. Не, во кроткост, во понизност, во смиреност, да им покажеме дека нашата љубов е поголема. Нашата љубов ги трпи и нивните недостатоци, но воедно не ги оправдува. Не ги прифаќа како добри нешта, туку напротив ги укорува. И тоа му е заповедано на Тимотеј, да ги укорува оние кои што грешат. Не значи кроткоста слабост. Кроткоста е баш напротив голема сила. И кроток човек е ретко да се најде. Но тој кроток човек која ќе се најде, се гледа баш тоа дека тој е блажен, бидејќи може со сите луѓе
да живее во мир и може со сите луѓе да има добар разговор, без да си го наметнува своето, без да се гневи. Но воедно и апостолот Павле во 12 глава, каде што читавме, за натрупувањето жар кажува, доколку е во ваша способност, бидете во мир со сите. Тоа подразбира дека некогаш немаме способност ние. Но сепак продолжува натаму дека ние на злото кое што ни се нанесува треба да реагираме со добро. Блажени се кротките. Тие се кротките луѓе. Кротките се оние кои што го следат Господ Исус Христос во сите односи. И навистина Господ Исус Христос ни е главниот пример. Тој не беше човек без кичма, кој што се покори туку така да биде газен на земјата. Не, со голема цел го направи тоа што го направи. Се понизи себе си со цел да го спаси својот народ. Но воедно, ако се сеќавате во Јован, 18 глава, како Господ Исус Христос ги брани своите ученици. Како? Тие кои што дојдоа со стапови и мечеви да го уапсат него, падна ничкум на земја. Само кога го слушна неговиот глас, јас сум. Падна и им вели нив да ги остават учениците и го уапсуваат само него. А секако, бидејќи биле побројни, секако дека можеле и нив да ги земат. Но поради Божјата интервенција, поради Христовата интервенција, тие се заштитени. И што сакам да покажам со тоа? Сакам да покажам дека Христос никогаш не бил човек без кичма и препуштал се на некоја случајност, туку напротив, се залагал за своите и стоел цврсто. Не бил човек кој што бил газен од другите, туку напротив, сам, е кажано, сам го предава својот живот. Не му е одземен животот насила него, туку сам се предава. Бидејќи има способност и затоа кротоста треба да ја разбереме како голема сила. Голема сила. Тој што е кроток е многу силен човек. И ние, ако размислуваме така, тогаш ќе разбираме и блаженство, блажената состојба на кротките. Но ако напротив, и некој од нас, меѓу нас тука, ако размислуваат со желба да ги изгазат другите за да го добијат своето, тогаш ќе се покаже дека тие на крај ќе пропаднат, тие луѓе ќе пропаднат, а кротките, е кажано, ќе наследат земјата. И што значи ќе наследат земјата? За крај, дали тоа е земната или небесната земја? Видовме дека Мојсей беше најкроткиот човек. Но што знаеме за Мојсей друго? Тој не влезе во ветената земја. Бог не му ја даде земјата. Што подразбираме со тоа? Што сваќаме од тоа? Сваќаме дека не станува збор само за земната земја, не станува збор за тука и сега, туку станува збор многу повеќе за она небесна земја која што Господ ни ја ветува. Бидејќи Мојсей, иако не влезе во ветената земја, во хананската земја, влезе во вечната земја. Ја наследи вечната земја. Но воедно да кажем кратко дека и оние кои што се кротки ја наследуваат и тукашната физичка земја од аспект на задоволство, за задоволност во нештата кои што ги имаме. Човек кој што е кроток
смирен е човек кој што е задоволен со се. И на тој начин ја има целата земја. Господова е земјата и се што ја исполнува. Човекот кој што е кроток, кој што е Божји човек, разбира дека се е Божјо. А јас сум Божји, на тој начин се е мое. А Бог е владетелот на се, така да ние ја наследуваме земјата. И тука на земјата, тука во овој свет, во овој живот. И треба така да размислуваме. Треба така да размислуваме, да не се плашиме од светот, да не се плашиме од тие големци на земјата, бидејќи не можат ништо. Се Бог им дал и Бог им го одземе кога тогаш, ако вистински не се покајат и не го побараат Господ Бог за нивен Господ и Спасител. Но оние кои што се во благодат, оние кои што се спасени од Бог и се кротки, се блажени, бидејќи ја имаат земјата. Ја наследуваат земјата. И човек кој што живее дури најсиромашно, најбедно, кој што дури нема свој имот, може да рече имам се што ми е потребно. Не ми треба повеќе, бидејќи Бог ми ја ветил земјата, имам место за живење, имам храна, имам облека, имам се. Најпрво да го барам Царството Небесно. А тој ми ветил дека не само таа земја ќе ми ја даде, туку ќе ми даде и небесна. Второто нешто што се подразбира во ова, ќе наследат земјата, небесната земја. Она земја која што Бог на крајот на светот ќе донесе и праведните ќе царуваат на таа земја. Праведните довека, како што вели во 37-миот псалм, ќе царуваат на таа земја. Тие ќе наследат вечната, небесната земја. И во Откровение, 5 глава, во 10 стих, од 9 можеме да прочитаме, вели и пеа нова песна велејќи. Достоен си да го земеш книжниот свиток и да ги отвориш неговите печати, зашто беше заклан и зашто со својата крв ги откупи за Бога од секое племе, јазик и народ и народност и ги направи на нашиот Бог цареви и свештеници и ќе царуваат на земјата. Кој? Оние кои што беа откупени од Бога од целата земја, од секое племе, од секој јазик, од секој народ, од секоја народност. Тие ќе царуваат на земјата. Овој свет е минлив, пропадлив. Овој свет не нуди вечност, не нуди ништо трајно, но Бог нуди трајност. Бог нуди вечност. И денес се поучуваме дека вечноста им припаѓа на кротките. Затоа да се испитаме дали сме кротки, дали во сите околности со Бог и со луѓето се однесуваме кротко. Дали се прифаќаме смирено и кротко, или дали сакаме да се одмаздуваме и да наштетуваме. Дали во нашиот однос помеѓу маж, жена, татко, мајка, со нашите вработени или со нашиот шеф, се однесуваме смирено и кротко. А посебно се однесува и на оние кои што имаат авторитет. Дали се кротки тие кои што имаат авторитет спрема оние кои што можат да ги газат и можат да им наштетуваат? Тоа е прашањето кое што сите треба да си го поставиме. Дали сме кротки, дали сме понизни, дали во ова го имитираме нашиот Господ и Спасител, бидејќи ако не, тогаш
Нема да ја наследиме земјата, како што читавме во Псалм 37. Ќе биде одземена, напротив, ќе биде одземена од нас таа земја. А не само оземното, туку ќе биде одземено и вечното. Амин. Да станеме и да се помолиме. Господи, Татко наш небесен, Ти си премилостив и добар Бог. Навистина, доаѓаме пред Тебе со многу грев, многу беззаконие. Полни сме со злоба и на злото многу често сакаме да враќаме со зло. Ни фали многу благодат за да бидеме кротки како што видовме во примерот на Господ Исус Христос. И затоа молиме Ти да не обновиш и да ни ја дадеш таа кроткост. Да бидеме смирени, понизни и со сите луѓе да се однесуваме кротко. Те молиме, Господи, помогни ни и прости ни го секој наш грев. Те молиме, води не во нашиот живот, да живееме достојно за повикот кој што го имаме. И да се одрекуваме од себе си, да не го бараме своето, туку да го бараме доброто на другите и над се да ја бараме Божјата слава. Помогни ни и во денешниот ден, во нашите односи со меѓу себе, во оваа црква, Ти владај на нас и давај ни благодат да можеме со љубов да се пристапуваме еден на друг и со вистинска грижа да се љубиме и во кроткост. Да не се возвишуваме еден на друг, туку напротив да се надпреваруваме во почитување еден на друг, да се надпреваруваме во грижата еден за друг. Те молиме, Господи, дај ни благодат да го осветуваме и овој ден, да не го поминуваме во напразни работи, во нашите световни занимања и рекреации, туку да го поминуваме осветувајќи го за Тебе, да го поминуваме во радоста Твоја и да уживаме во Тебе, зашто Ти си ни дал прекрасни работи. Си ни кажал, ако сме бедни по дух, дека наше е Царството Небесно, дека ако плачеме, Ти не утешуваш и Ти ни кажуваш и сега и денес, дека ако сме кротки, Ти ни ја даваш и земјата. Ти благодариме, Господи, за сите тие ветувања. Те молиме дај ни вера. Со вера да ги примаме и да Те бараме Тебе. А се молиме и за оние меѓу нас кои што не исповедале вера и се далеку од Тебе, живеат безбожно, живеат за себе, угодувајќи си на себе. Те молиме, Господи, скрши го нивното срце и дај им ново срце. Дај им срце кое што ќе копне по Твоите заповеди, по Твојот збор. Те молиме, Господи, делувај и преку проповедањето на Твоето Слово, кое што си го определил за спасение на луѓето, да биде делотворно во нивните срца, тие да го чујат денес Твојот глас и да се покајат, да дојдат при Тебе, зашто Ти само можеш да им дадеш одмор на нивните души. Те молиме, Господи, биди милостив кон сите нас и води не во името Христово. Амин.